Чест ми е да ве поздравам на овој важен настан за нас. Официјално отварање на UGD Makerspace. Тоа е нашата нова платформа за иновации, истражување и развој. И овој простор не се само собите полни со алатки и технологија, туку е простор каде што треба да се сретнат инженерството и креативноста, простор каде што секој наш професор, студент, истражувач, предприемач или дури ентузијаст ќе може инспирацијата да ја претвори во реалност. Иновациите не настануваат во изолација, тие се раѓаат во средини каде што се охрабрува истражувањето, соработката, па дури и неуспехот. Makerspace е токму таква средина која што ќе биде отворена, достапна и водена од љубопитност. Оваа лабораторија, а и нашата цела инфраструктура ќе биде достапна за студентите, пошироката академска заедница, стартапите, но и за целото стопанство во регионот. Без разлика дали го градат првиот робот, дали градат некаков одржлив, дали дизајнираат одржлив производ или прототип кој би ја сменил индустријата, нашите лаборатории ќе бидат отворени и ќе го поддржат тој пат. Би сакал да го искористиме Makerspace не само за создавање на предмети, туку и за градење на заедница, на мислители, творци и решавачи на проблеми. Со нетрпение ги очекувам резултатите од овие нови лаборатории. Ви благодарам. Навистина ми е драго што после година и пол напорна работа успеавме да стигнеме до овој свечен момент кај што ја отвораме и ја пуштаме во употреба лабораторијата UGD Makerspace. Самата лабораторија има повеќе функции. Една од нив е секако поддршка за научно-истражувачката работа, за која што и сега зборувавме со премиерот. Втората е секако поддршка во едукативниот процес, и тоа не само за студентите кои што студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, туку и за сите оние кои што учат во средните училишта. И во тој контекст ние веќе воспоставивме меморандуми за соработка со голем број на средни училишта во регионот и веќе утре ги имаме и првите активности кои што се целодневни во соработка со професорите од Средното стручно училиште Коле Мектенин во Штип. Понатаму во рамките на оваа лабораторија ќе работиме на една специјализирана програма која што се однесува на децата со посебни образовни потреби, за која што веќе со специјализирани издруженија и со регионалните ресурсни центри воспоставивме исто така меморандуми, платформи за соработки и заедничко делување. И секако, тука и поддршката за бизнисот и за стартапите. Во рамките на UGD Makerspace нудиме поддршка за сите оние кои што имаат иновативни и предприемнички идеи. Веќе го распишавме првиот повик на кој што изненадувачки дојде огромен број на апликации и имаме млади луѓе кои што пројавија сериозен интерес. Она што ние ќе им го понудиме е всушност наменска, специјализирана, менторска поддршка и нормално услови, ресурси за работа и за реализација на нивните иновативни идеи, а потоа во соработка со останати издруженија како што се SeedHub и бизнес мрежата на ангели инвеститори, ќе им понудиме пристап до финансии. UGD Makerspace исто така почна и активна соработка со нашите 9 партнери во рамките на Европската алијанса на универзитети, Applied Connected Entrepreneur European University, ACE2U, и веќе воспоставивме соработка и една мрежа на сродни лаборатории со кои што ќе работиме на повеќе различни иновативни концепти. За крај, би сакал само да кажам дека овој пат го одам 2 пати, еднаш додека работев на универзитет во Италија и еднаш овде, и верувајте ми дека и таму и тука подеднакво е тешко и имате најразлични проблеми, од административни, логистички, финансиски и секакви. Меѓутоа, формулата за успех е едноставна, има 2 клучни варијабли. Првата е посветеност и ентузијазам на кадрот. Во тој контекст морам да им се заблагодарам на сите наши колеги кои што во изминатиот период од година и половина активно и несебично се вложи и помагаа во изградба на овие лаборатории и нивното доведување во состојба како што е денес. И тука од се срце уште еднаш би сакал да им кажам големо благодарам на сите. И втората компонента која што по тежински фактор можеби е многу битна и побитна од претходната, тоа е поддршката од менеджментот на универзитетот. Би сакал да се заблагодарам и на ректорот и на проректорите,
особено на ректорот заради неговата визија што ја имаше и посветеноста, а во определени моменти беше катализатор на сите овие идеи, за да можеме да стигнеме до овој денешен процес. Ви благодарам уште еднаш, се надевам на една успешна и долгорочна самоодржлива работа и самоодржлив концепт на оваа лабораторија. Веројатно роботот се буни затоа што не ги поздравивме роботите на почетокот, ама еве и тие доаѓаат место и се дел од нашиот секојдневен живот. Ви посакувам се најдобро и повелете уште еднаш ако сакате на една заедничка презентација на опремата, колегите наши се внатре и ќе ви покажат што се имаме и како се тоа опрема функционира. Благодарам.